Вистинска животна голгота преживуваат последниве 3 месеци Љупчо и Слободанка Цековски од Крива Паланка. Со солзи во очите пред камерата на Алфа велат дека на 18 март дознале дека нивниот син Ивица Цековски е пронеден мртов во парк во Скопје, а до ден денес не знаат која е причината за смртта. Единствено што знаат е дека станува збор за насилна смрт. Кога помалиот син отидено го подигнал телото и е пратено во државна болница, само му дозволил ликот. Надоле не му е дозволено да види дали е простренална убодна рана или тепање нешто таква. И телефонот, извадена сим картичката и мемориската картичка. Кај Цековски постои сомнеш дека некој сака нешто да сокрие за нивната голема загуба. Од судска медицина го барале извештајот од извршената обдукција, но се уште не го добиле. Она што е помалку чудно, и по 3 месеци се уште не биле повикани ниту во обвинителството, ниту знаат кој обвинител ја води истрагата, за како што велат убиството на нивниот син. Се јавувавме во судска медицина, рекоа безјавен обвинител не може да ја подигнеме обдукцијата. А ние не знаеме кој е. У Крива Паланка се објавуваме, вика Скопје. Каде у Скопје? Ајде. Никој ништо не до ден денеска немаме известување. Помош во борбата за вистината побарале и ке функционерите од власта кои се од нивниот град. Го спомена генералниот секретар на СДСМ Љупчо Николовски и градоначалникот Боријан Чомицевски, за кои велат дека веќе ниту на телефон не им креваат. Пред камерата на Алфа помош сега побараа од техничкиот министер за внатрешни работи Наке Чулев. Кога го земавме телото, тој документче и пишува на нега насилна смрт. До сега никој не извести веќе 3 месеца, скоро 3 месеца, уште некој ден, 3 месеца, немаме никаква информација и затоа бараме од министерот за внатрешни работи Наке Ќулев да го преземе делото лично тој, за да бидеме известени. Некој сака да не излезе во јавноста. Сомнежите дека станува збор за убиство кај семејството на Ивица Цековски се уште поголеми, бидејќи претходно во октомври минатата година било пожарен неговиот службен автомобил од невладината ХОПС, каде бил на позицијата извршен директор.